2 дена пред официјалниот почеток на изборната кампања, партиите потпишаа декларација за фер, слободни и демократски избори и против говорот на омраза. Дали подписот ќе биде почитуван и што од оваа кампања може да се очекува? Не очекувам некој кој што не испорачал реални резултати да се занимава со реална кампања. Очигледно стилот, а и резултатите кои што ги немаат ќе не донесат да одиме со таква кампања. За разлика од нив, ВМРО-ДПМН ќе оди со позитивна кампања. Јас во сите мои досегашни медиумски настапи имам потенцирано дека ќе се држам во рамки на позитивна и фер кампања кон сите што се вклучени во изборниот процес во изборна единица 3. Зошто политичарите не можат да се воздржат во деновите на кампања? Политичарите не можат да се воздржат во време за кампања затоа што тие живеат во време на кампања. За нив сето владење или невладење е кампања. Зошто нешто би менувале во тие моменти и денови кога треба да бидат максимално ангажирани околу представување на својата програма, а уште повеќе околу оцрнувањето на политичкиот противник. Кои теми ќе доминираат на овие избори? На овие избори би очекувал да доминираат економските теми. Не мислам дека нема да доминираат до таа мерка, но мислам дека тоа ќе бидат генерално ветувања кои што ќе бидат прифатливи или примамливи за гласачите. Кој на која партија ќе поверува, веќе не е прашање на дилема, бидејќи они што поддржуваат одредена политичка партија ќе веруваат на таа без разлика што ќе каже и без разлика дали ќе има аргументи за тоа или не. Но мислам дека сепак во кампањата, освен оној дел на економски перформанси што ќе ги презентираат, ќе биде црна кампања, бидејќи таа е почната, ќе се обвинуваат што направиле или што не направиле за време на своето владење, ќе говорат за корупција и криминал, и едните и другите, а малку или барем едната страна ќе говори повеќе за Европската унија, другата не верувам дека ќе говори многу за Европската унија. Потпишувањето на декларацијата е традиционален настан што го организира Институтот Охрид од 2014 година и се одржува пред секои избори. Декларацијата ја потпишаа претседателите и подмладоците на политичките партии.